I cannot believe how openly pro-Palestine this new Superman movie was. Without a doubt, that is genuinely the most pro-Palestine I have seen a mainstream film ever be. Најновиот филм Супермен од DC универзумот предизвика политичка дебата на социјалните мрежи и многу гледачи велат дека приказната нуди речиси нескриена критика на израелската војна во Газа. Во филмот Супермен е втурнат во судирот меѓу две фиктивни држави: Боравија, тешко вооружена и милитаризирана сила од Источна Европа, и Јарханпур, низините помалку развиени соседи со потемна кожа. Боравија покренува брутална војна офанзива, бомбардирајќи цивилни цели, убивајќи деца и уништувајќи семејства. Претседателот на Боравија го оправдува нападот тврдејќи дека сака да го ослободи народот на Јарханпур и да го спаси од диктатура, користејќи го истиот јазик кој израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го користи во текот на војната на Тел Авив во Газа. Овие сцени имаат зачудувачка сличност со моменталните израелски војни напади на Газа, во кои од октомври 2023 година се убиени над 58.000 палестинци. But there was literally an entire sequence that could have been lifted from what we have seen in Gaza. There is an entire sequence of defenseless people picking up sticks and pieces of paper and like literally whatever they can to fight off literal imperialism. Во филмот е прикажано како САД директно ги поддржуваат војните операции на Боравија, обезбедувајќи оружје и политичка заштита за незините акции. Тоа го одразува реалниот свет во кој САД испраќаат милиарди долари војна помош за Израел, додека истиот тој ги бомбардира бегалските кампови, болници и засолништа на Обединетите нации. The entire thing that starts the plot is a country that is backed by the US, like the US sends them money and guns, is planning on invading its neighbor and like taking it over. На социјалните мрежи, бројни гледачи филмот го нарекуваат храбар и пропалестински, додека други, особено конзервативните, го критикуваат поради наводното промовирање на воук агендата. Иако режисерот Џејмс Ган не потврди дека филмот директно се однесува на судирот меѓу Израел и Газа, сличностите е тешко да се игнорираат.